Се уште е неизвестно дали некој ќе сноси одговорност за смртта на 41-годишната Беровчанка како последица од COVID-19, за која семејството тврди дека не добила соодветен медицински третман. Заврши вонредниот инспекцијски надзор на инфективното оделение во Штипската болница. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат информираат дека независно од комисијата, ДСЗ и до Министерот за здравство ќе иницира стручен надзор над работата на здравствената установа и здравствените работници во врска со третманот на пациентката. На директорот на болницата му е наредено веднаш да се состани комисијата за следење на квалитетот и во рок од 3 дена писмено да го извести ДСЗИ за наодот од извршената контрола на комисијата, информираат од санитарниот инспекторат. Смртта на 41-годишната Беровчанка и тврдењата на низината ќерка дека мајка и не можела да воспостави контакт со медицинските лица за да ја донесат кислород на нозе ја кренаа јавноста. Таа вчера за Алфа изјави дека е фрапирана од фактот дека една телефонска линија истовремено користат и пациентите и семејствата на хоспитализираните. Мене не ми треба никој да сноси одговорност за себе ова, бидејќи ние мајка ми нема да ја вратим и нема да ги вратиме ни сите други изгубени. Ама можеме да се надевам, барем дека можеме да смениме нешто за тие што допрва ќе бидат таму и што се сега таму. Се надевам само дека барем ќе им овозможат една единствена линија, еден единствен број телефон посебен на пациентите таму и дека кога некој од пациентите таму ќе ги побара дали за вода, дали за кислород или за било што, дека тие кога ќе видат дека звони посебниот телефон, значи другиот телефон што е само за пациентите, ќе се јават и ќе бидат достапни за нив. Од болницата информираат дека оделението има 2 линии, една за контакт со сестрите, а друга за контакт со лекарите, а од вчера во употреба се пуштени уште 2 телефонски линии. Опозицијата на неколку пати алармираше дека болницата се соочува со недостаток од кислород, но раководството ги отфрлаше ваквите тврдења, објаснувајќи дека само минатиот месец се потрошени 16 тони и во ниту еден момент пациентите не се оставени без кислородна поддршка. Дали смртта на 41-годишната жена настанала како причина поради недостаток од кислород или соодветно не била третирана ќе се знае, но откако ќе бидат изготвени извештаите.